Од денес започна првиот уписан рок за студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој ќе трае до 23 август. Слободни се 3900 места за студентите на 15 единици на Универзитетот во рамка на 12 факултети и 3 уметнички академии. Сите студенти кои гледаат интерес за да студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе можат да влезат во системот и да ја направат својата електронска апликација во текот на овие 4 дена, своите документи да ги достават навремено. Денес започнува првиот уписен рок и во текот на овие 4 денови 20, 21, 22 и 23 август сите оние кандидати кои што веќе се пријавија во нашиот систем и сите оние кандидати кои што гледаат интерес да студираат на Универзитетот Гоце Делчев ќе можат да влезат во нашиот систем, да направат апликација, но и во текот на овие 4 денови да ни ги достават своите документи. Со тоа завршува нивниот дел од аплицирањето, понатаму ние ги верификуваме нивните податоци и со текот на овој прв уписен рок ќе ги рангираме преку прелиминарни и конечни резултати. Сите студенти кои во првиот уписен рок не се рангирани на примени студенти може да аплицираат на вториот уписен рок кој ќе следува на 5 и 6 септември и третиот уписен рок на 18 и 19 септември. Кандидатите од другите градови своите документи може да ги достават во сите наставни центри во Скопје, Гевгелија, Кавадарци и Струмица. Оваа година Универзитет Гоце Делчев ќе ги помогне сите кандидати кои што ќе се пријават во првиот уписен рок со ослободување од плаќање и партиципации. Па така ќе споменам дека на медицинскиот факултет 40 најдобро ќе бидат ослободени, 40 најдобро рангирани студенти во првиот уписен рок. Понатаму на земјоделски факултет, факултет за природно-технички науки, економски факултет, правен факултет и факултетот за бизнис, туризам и бизнис логистика ќе бидат ослободени со по 20 партиципација, 20 најдобро рангирани студенти. Електротехнички машински факултет и техничко-технолошки факултет 10 најдобро рангирани кандидати во прв уписен рок. Факултетот за информатика со 30 најдобро рангирани, факултетот за образовни науки со 10, исто така и музичка академија со 10 и ликовна и филмска академија со по 5 најдобро рангирани кандидати во првиот уписен рок. Филолошкиот факултет има посебно поголем број на поволности за своите студенти, така на сите оние студенти што ќе се запишат на катедрата по македонски јазик и книжевност ќе бидат ослободени во сите 3 рока и ќе бидат ослободени од плаќање партиципација во сите 4 години од нивното студирање како редовни студенти. Ослободени од плаќање партиципација во прва година се ромските студенти и студенти кои што се дел од спортските тимови на Универзитетот Гоце Делчев. Од минатата година се вклучени и категории кои не се опфатени со ниеден конкурс. Тоа ќе биде дополнителен конкурс кој ќе следува во наредниот период за категории кои имаат студенти со еден родител, починат родител, родител кој го загубил своето родителско право, непознат родител или двајца студенти кои студираат, а нивните родители земаат минимални примања. Дополнително дел од партиципациите се ослободени и студентите кои што имаат просек над 9,5 и минимум 40 кредити во своето студирање. Медицина. Па да бидам примерна. Учев средно стручно медицинско училиште и не знам, ме влечи по пристапен за разлика од во Скопје. Како и минатата година, така и годинава интересот е голем и за странските студенти и студентите на студиските програми на англиски јазик. Од годинава ќе има студиска програма и на англиски јазик покрај медицинскиот факултет, на факултетот за информатика, правниот и економскиот факултет. Студентите имаат две можности да студираат на македонски јазик, но пред тоа да имаат изучено една година на македонски јазик кај нас, но и програма на англиски јазик каде може веднаш да се запишат.